По повод 7 септември, денот на ослободувањето на градот, Советот на општина Кочани во средата вечерта ја одржа свечената седница, на која беа доделени општинските награди и признанија. Годинава, наградата за животно дело, постхумно, му беше доделена на новинарот Киро Герасимов, а компанијата Амфенол Технолоджи Македонија ја доби наградата за значајни остварувања во развојот на општина Кочани. Образложение за признанијата даде председателката на одборот за доделување награди Кристина Атанасова Арсова. Киро Герасимов е новинар, поет, публицист и преведувач кој оставил видливи траги во Кочани и пошироко. Роден е на 1 август 1951 година во Кочани, а почина на 17 мај 2022 година. Заврши филолошки факултет во Скопје, книжевност со македонски. Одреден период работел како професор по македонски јазик во основното училиште Климент Охридски во Облешево. Исто така бил и директор на Националната установа Центар за култура Бели Могри во Кочани. Се до пензионирањето, професионално се занимава со новинарство и работел како новинар, уредник во Македонската радио и телевизија. Автор е на над 70 книги поезија, проза, како и книги од областа на историографијата, археологијата, театарот, музиката, спортот. Собирач е на народни умотворби од Источна Македонија, кои се објавени во 4 книги поезија, проза, народни верувања и обичаи. Амфенол Технолоджи Македонија од визија до реалност, од ентузијазам и посветеност до економски гигант со 2600 вработени. За само 3 години од почетокот со работа Амфенол вработи 1000 лица, а погонот на Automotive во 2016 година доби нова локација. Во 2020 година бројот на вработени во компанијата беше дуплиран и Амфенол Технолоджи Македонија ги отвори вратите за 2000 лица од целиот источен регион кои овде најдоа сигурна екзистенција. Веќе во 2022 година бројката на вработени достигна рекордно високо ниво од 2600 вработени со планови за идно зголемување. Врвниот професионализам, континуираното вложување во својот стручен кадар, работата по светски стандарди и со најсовремена технологија го донесоа Амфенол во врвот на светската бизнис мапа. Во рамки на свечената седница по повод празникот, поздравно обраќање имаше и градоначалникот на Кочани Лјупчо Папазов, кој се осврна на проектите што се реализирани во периодот во кој локалната власт управува со развојот на општината. При тоа, во најголем дел се задржа на проектите во комуналната инфраструктура. Затечени се работните активности за поставување на посерската канализација на новата коловозна лента на улицата Стево Теодосиевски во должина од 270 метри. Од тогаш па наваму изградена е новата коловозна лента, нов кружен тек кај Велјан, ново јавно осветлување, а во моментот се завршуваат финалните работни активности, како и изградбата на просторниот паркинг веднаш до новиот подпорен зид. Реконструкцијата на градскиот парк исто така е затекната при работа, а во текот на одработениот период го завршили целокупниот проект за денеска градскиот парк да изгледа урбанизиран и пријатно место за нашиот град. Дополнително ќе се опремува и обновува делот на летната сцена, детскиот парк со нови реквизити, ограда и под. Како приоритетни проекти на краткорочен и среднорочен план остануваат започнување на реализацијата на проектот Нов јужен влез во градот, средување на покрајниот градски пазар и оформување на простор за пазар на улица Теодосија Панов во близина на автобуската станица. Изградба на бараките за лицата од социјален ризик од старата касарна Асном, реконструкција на санитарните јазли на повеќе училишта, изградба на 2 препомпни станици за стабилно и квалитетно водоснабдување и останати проекти кои се од интерес за граѓаните на општина Кочани. Благодарници од општина Кочани добија членовите на доброволното противпожарно друштво од Кочани за посветеноста во работењето и хуманоста во изминатиот едногодишен период. Благодарница доби и 99-годишниот Павле Никола Стојков од селото Кучичино, единствениот преживеан борец од Втората светска војна кој учествувал во борбите за ослободување на Кочани. Наградата во негово име ја прими председателот на Сдруженијето на борците од Кочани, Блаже Димитров. Општинската организација на СДСМ од Кочани излезе со писмена реакција по обраќањето на градоначалникот Лјупчо Папазов на свечената седница на Советот, а по повод денот на ослободувањето на градот.
Почнатите и завршените проекти кои беа набројани несомнено се дел од инфраструктурната револуција која се случуваше во изминатите неколку години. Да, целата општина добива нов лик, но колку вие, почитуван градоначалник Папазов или вашите партиски подржувачи, сте заслужни за сето тоа. Ако ги тргнеме настрана проектите од претходната власт, на колку активности од ваша страна би биле горди. Зошто не зборувате за проекти кои се предложени или остварени од актуелната локална власт на која вие сте начело? Затоа што нема или не се соодветни за споменување. Затоа што пример за еден таков ваш проект би бил подготовката на видеозаписот од добитниците на наградите кои години наназад се подготвува во општината, а сега се доделува на приватна телевизија, телевизија Кочани. Колку чини овој ангажман? За ова ли граѓаните на општина Кочани ви дадоа поддршка? Тие заслужуваат транспарентност и отчетност. Нема да дозволиме манипулации, лаги и искривување на вистината, се вели во писмената реакција на општинската организација на СДСМ од Кочани. Градоначалникот Љупчо Папазов испрати писмен одговор на реакцијата на општинската организација на СДСМ Кочани. Кога зборувате за проекти од инфраструктурна револуција, кажете зошто истите не биле завршени или за какви цели и потреби биле само зачнати. Еднаш ве прашав и повторно ќе го поставам прашањето, дали треба да ги оставиме работите кои само се започнати, а не завршени, кои ги авторизирате како сопствени и да го почекаат евентуалното ваше доаѓање на власт за да бидат завршени тогаш. Видеозаписот за добитниците на наградите од општината, овој пат подготвен од авторите кои се подпишани на истиот, чини 0 денари. Граѓаните кои ми дадоа поддршка се мудри и добро знаат да ја ценат и препознаат посветеноста во извршувањето на должноста. А за транспарентноста зборува информацијата од спроведената анализа за 2022 година на Центарот за граѓански истражувања, каде што општина Кочани со 95,8% е на високо место во државата и на прво место во регионот, се вели во писмената контрареакција на градоначалникот Папазов. Со традиционалното фолклорно дефиле и свечено отворање во Истибања почнува 37-миот меѓународен фолклорен фестивал Истибанско здравоживо, што ќе трае до 15 септември. Фестивалот годинава се организира по 37-ми пат, а организатори домаќин е фолклорниот ансамбл Китка. Се очекува да настапат над 500 фолклористи од 18 домашни и групи од странство. По фолклорното дефиле и свеченото отворење, настапот е закажан на сцената во Истибања. Како домакини годинава фолклорниот ансамбл ќе организира и македонска национална вечер, на која ќе бидат представени најдобрите специјалитети на македонската кујна. Годинава, како учесници на фестивалот, доаѓаат ансамбли од Романија, Литванија, Босна и Херцеговина, Египет, Полска, Украина, Алжир, Косово, Чешка и Словенија. Покрај нив, заедно со фолклористите од Истибања, ќе настапат и 7 домашни фолклорни ансамбли со кои е воспоставена повеќегодишна соработка. По настапот во Истибања, учесниците на фестивалот во наредните денови ќе се представат и пред публиката во Виница и Македонска каменица. Како придружни активности на фестивалската програма се зацртани и традиционалното рачно зажнјување Орис, како и запознавањето на гостите со културно-историските знаменитости на Виничко. Покровител на меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо и годинава е општина Виница, а манифестацијата се реализира со финансиска поддршка од Министерството за култура и од тројца наши иселеници во Германија и Италија. Викендов ќе се игра првото коло во новото првенство на втората фудбалска лига за млади категории, во кои настапуваат и екипите на градскиот фудбалски клуб Осогово. Според изготвениот план за надпреварување, средбите во есенската сезона ќе се играат секоја сабота и недела, наизменично, во гости и дома. При тоа, во саботите ќе бидат надпреварите на второлигашките категории пионери и помлади пионери, додека во неделите, според истиот распоред, ќе играат категориите кадети и младинци.
Клубовите кои ќе бидат домакини во сабота, во недела ќе гостуваат на соодветните возрастни категории од противничката екипа со која играле претходниот ден. Со одличниот настап во претходното првенство, младинските категории фудбалери на градскиот фудбалски клуб Осогово изборија пласман во второлигашкото друштво. Овде ќе се надпреваруваат со екипи кои се многу поквалитетни. Во првото коло, жолто-сините во категориите пионери и помлади пионери, в сабота на стадионот Никола Мантов ќе се сретнат со своите врсници од тимот на New Stars. Нивните клубски колеги од категориите кадети и младинци пак в недела ќе гостуваат во Скопје против соодветните возрастни категории на New Stars.